Првпат во јануари во швајцарски Давос се сретнаа без вратоврски. Сега во грчка преспа македонскиот премиер Зоран Заев му ја подари својата на колегата Алексис Ципрас. Договорот за името интензивно преговаран 6 месеци го потпишаа министрите за надворешни работи Никола Димитров и Никос Козијас. Договореното, Република Северна Македонија да се вкупна употреба со сачуван македонски јазик и националност, според Ципрас и Заев, се историски. Со потпишувањето на конечниот договор за решавањето на прашањето за името и за стратешко партнерство меѓу нашите две земји, навистина поместивме планини. Тогаш, кога многумина се сомневаа, ние потврдивме дека е возможно. Денес ставаме крај на еден спор. Напорно и неуморно стигнавме до заемно прифатлив договор кој целосно ги почитува основните принципи и вредности на двете страни. Договор кој денес ни дозволува да им се обратиме на граѓаните на двете земји, да ги погледнеме во очи и да ги повикаме да го почитуваат и да го поддржат без предрасуди. На предплодниното потпишување на 20 страници, македонската владина делегација пристигна со брод од македонската страна на Преспанското езеро. На малото пристаниште ги пречекаа Ципрас со своите колеги. Кратко пред пристигнувањето на Заев и Димитров, заедно со министрите Радмила Шекеринска, Бујар Османи и Оливер Спасовски, во Преспанското село пристигна и еврокомесарот за проширување Йоханес Хан, високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини, Розмари Ди Карло како представничка на Обединетите нации и посредникот во спорот Метју Нимиц, кој децени работеше на решавање на проблемот. Причина за прослава беше и неговиот 79-ти роден ден, па организаторите го пречекаа и со торта. I told my family this year I don't need any gifts. Prime ministers are going to give me a big gift. So И додека на собраните покрај езерото прославуваа, малобројното население во рибарското селце, кое на македонски се вика Нивици, беше единствениот сведок на овој момент. Во селото денеска се чини не можеше да влезе никој непоканет, а безбедносните служби вршеа сериозни безбедносни проверки. Овде во малото грчко село Псаридис атмосферата славеничка. Често прекинувана со ракоплескања и со извити за поддршка. Но по тесниот пат кој што води до селото, имаше чести полициски контроли и неколку помали групи грчки граѓани кои што се обидуваат да протестираат. Протести денес има и во Македонија. Опозицијата протестира во Битола. И по потпишувањето протестите продолжија. Автобусот во кој се превезуваа по големиот дел македонски новинарски екипи патуваше околу 200 километри повеќе. Грчката полиција поради безбедносни причини неколку пати го пренасочуваше автобусот. Во меѓувреме од Тешево беше подготвено за Заев и Ципрас. Со глисери полициско обезбедување, како и хеликоптер кој будно го следеше нивното движење, придружени од делегациите од двете земји и меѓународни гости, тие пристигнаа на нивната нова дестинација. Заев како домаќин го предводеше Ципрас на вториот дел од церемонијата на македонскиот брег од Преспанското езеро по потпишувањето на договорот за името. Додека пристигнуваа останатите покрај знамињата на Грција и Македонија од една страна и Европската унија и Обединетите нации од друга страна, двајцата лидери имаа кус разговор настрана, а новинарските екипи средбата можеа да ја следат од далечина. При сликањето на заедничката фотографија, најрасположен за коментар беше шефот на грчката дипломатија Никос Козијас, кој директно му се обрати на македонскиот премиер дека сега се семејство. Заев додека разговараше со шефицата за надворешна политика на Европската унија Федерика Могерини, можеше да се чуе како и вели дека договорот е победа за сите. Могерини по групната фотографија порача дека ова е историски ден за двете земји, но и за Европската унија и за Балканот. And if we are here today is first of all to thank the two sides
because they make us all Europeans proud of the capacity to find, through diplomacy, through dialogue, a win-win solution for a problem that was long-standing for too many decades, and that makes Europe more peaceful, more united, and that also opens the way for the entire region of the Balkans to live in a different kind of atmosphere. Еврокомесарот Јоханес Хан потенцираше дека било потребно многу време и многу пат за да се стигне до позицијата денес. We have to go the next steps because it's the end of a journey, but at the same time the beginning of a new journey, and everything is leading to the European integration. Преспанското езеро символично беше мостот кој го поминаа политичарите од потпишувањето на договорот за името на грчката страна па се до негово запечатување овде во Отешево на македонско тло. Потпишувањето на договорот го крунисаа со заеднички ручек кој беше затворен за јавноста.